Преглед на содржините во денешниот дневник. На Охрид му треба функционален сообраќај за успешна туристичка сезона. Ке се уредуваат плажите на Охридското крајбрежје. Потпишани се договорите за закуп. Од ноќеска на полнок поскапуваат горивата. Глоби за угостителски објекти во Охрид поради присуство на малолетници по полноќ. Најмалку 10 мртви во сообраќајна несреќа во Австралија се враќале од свадба. За најавените и за останатите настани од денес ке ве информираме во дневникот кој започнува по временската прогноза. Останете со ТВМ. Во Охрид денес умерено облачно, нестабилно време со дожд и пад на температурите до максимални 20 степени Целзиусови. Локално се очекуваат и пообилни врнежи, кои може да достигнат и до 20 литри на метар квадратен. Утре во западна, централна, источна и северна Европа сончево со локална облачност и релативно топло време. Најголем дел од Пиринејскиот, Апенинскиот и Балканскиот полуостров ќе бидат под облаци како и Алпите и Пиринеите. Ке би има врнежи од дожд, а ќе има и пад на температурите. Утре во северните и централните делови на Балканот времето претежно сончево со локална облачност, но свежо во останатите делови од полуостровот, умерено облачно и нестабилно со врнежи од дожд. Максималните дневни температури во вторник на Балканот од 19 до 28 степени Целзиусов. Во Македонија во вторник времето умерено облачно и нестабилно со дожд и пад на температурите. Локално пообилни врнежи од дожд се очекува да наврнат и до 15 литри на метар квадратен. Минималните температури од 9 до 17, максималните дневни температури во Македонија од 18 до 25 степени Целзиусов. Во Охрид во вторник умерено облачно и нестабилно време со дожд и свежо. Ке дува до умерен слаб североисточен ветер, минималната 14, дневната 20 степени. Во Охрид во среда претежно сончево со локална облачност, а попладне размена нестабилност која ќе донесе облачно и нестабилно време со дожд и грмотевици. Минималната 12, дневната 23 степени. Во четврток и петок умерено облачно и нестабилно време со дожд. Локално се очекуваат обилни врнежи од дожд, утринската 14 односно 15, дневната 20 односно 21 степен Целзиусов. Гледавте Метео на ТВМ по соработка со Трпе Инвест. Ресторан Далга. Добре дојдовте во светот на Кармен Бау Центар. Во беспрекорно уреден продажен простор, купувањето во еден Бау Центар никогаш не било попријатно. Со гордост ви го представуваме нашиот шоурум Мараци, со најголем избор на плочки од Мараци и санитарија од светски познатите брендови Грое, Колпасан, Идеал Стандард, Рока, Унитас. На располагање ви е нашиот архитект, кој ќе ви помогне во осмислување на вашиот проект. Располагаме со најбогатата палета на ламинат во државава. Одберете од 100 различни дизајни на Swiss Chrono. Покрај стандардниот избор на фасадните системи Knauf и Бекамент, ви нудиме богат избор на професионален алат на реномираните производители Bosch и Divol. Кармен Бау Центар на улица Железничка. Брз кредит не значи скап кредит. Да, добро слушнавте. Аплицирајте за најповолните онлайн кредити со износи од 10.000 до 180.000 денари и рок на отплата до 30 месеци. За повеќе информации посетете не во Центарот на Охрид или аплицирајте веднаш на manimax.mk. Manimax, ваш доверлив финансиски партнер. Тамаро е 25 години охридски водечки лидер и препознатлив бренд.
Обуките од менаџерскиот тим се доказ за максимална посветеност кон вработените. Тамаро Холдингот се грижи за организацијата и на време пренесените информации кои отсликуваат тимската работа. Секој успех на вработениот е успех и на компанијата. Маркетите располагаат со производи со висок квалитет од секакви брендови по одлични цени. Вкусните печива од Анабела пекарата се веќе омилен појадок на многу потрошувачи во Охрид. Анабела кујната услужува голем број на потрошувачи и компании. Рибарата е секогаш снабдена со најразлични видови на риба и морски плодови. А месарниците располагаат со свежо месо и месни производи во секое време. Уживајте во својот охридски домаќин. Тамаро, повеќе од маркет. Добар ден, прво издание на Дневникот на ТВМ телевизија. Локалната самоуправа и туристичкиот Теснав упатија барање до владата и Министерството за транспорт и врски да продолжи да функционира патот од Подморје до Охрид. Предложија градежните активности на влезот на Охрид да се пренасочат на друга точка на патот кој се гради, додека трае туристичката сезона, а после крајот на сезоната да се продолжи со активности на тој дел. Од Севера Охрид уверуваат дека стариот пат од Охрид до Струга е безбеден и дека од нивна страна ќе направат се што е можно за безбедно и непречено одвивање на сообраќајот. Не постои логичен одговор зошто на самиот почеток на туристичката сезона градежните работи на автопатот Охрид-Кичево да се донесат на самиот влез на Охрид, а сообраќајот со и онака зголемена фреквенција за време на сезоната да се пренасочи на стариот пат Охрид-Струга, кажа на денешниот состанок со представниците на туристичкиот сектор Севера Охрид и представници од локалната самоуправа, градоначалникот на Охрид Кирил Пецаков. Градоначалникот на Охрид, представниците од локалната и представниците на хотелскиот сектор, како и туристичките агенции и туроператорите потпишаа барање кој ќе се проследи до владата и Министерството за транспорт и врски со цел градежните активности на влезот на Охрид да се пренасочат на друга точка на патот кој се гради, а после крајот на сезоната да се продолжи со активности на тој дел. И сметам дека ова барање постојано со подпис на сите кои што беа присутни со исклучок на Север Охрид, присутни на овој состанок, дека ќе дајдат на поинаква димензија и дека да не речам ќе се вразумат оние кои што го работат овој пат. До ова барање се дојде имајќи предвид дека не станува збор за последни километри од изградба на автопатската делница, па така градежните активности може да се насочат на друга точка на веќе постоечкиот автопат кој што се гради, а од септември или октомври да продолжат нова, односно на самиот влез во Охрид. На новото сообраќајно решение дополнителен проблем ќе му представува и така наречениот пат Распаќе кој го поврзува стариот пат за Струга и булеварот Туристичка кај Сдружение на возачи, бидејќи истиот не е направен на тампонирана подлога, доку директно е асфалтиран на земја, велат стручните служби од локалната. Движењето на тешки товарни возила на овој дел од патот ќе го оштетат дополнително и за 10 до 15 дена ќе донесат нов дополнителен сообраќајен проблем за Охрид во екот на сезоната. Од туристичкиот сектор едногласни го поддржуваат барањето на градоначалникот Пецаков и локалната самоуправа. Ако е потребно, велат, ќе ги анимираат и странските туристички партнери со кои соработуваат со цел да се направи ако е потребно и меѓународен притисок. Тоа ни е едно тесно грло, ќе ствара многу проблеми во туризмот, се надеваме дека ќе има некаков слух и дека ќе се најде некакво решение за брзо отварање на тој нов пат, така да речем, кој би можеле да го користиме барем од едната страна. Значи нема да е автопат, знаеме, ние се молиме многу одамна да биде готов од аеродром до
Охрид до влезот на Охрид и до влезот на Струга. За туристите со изградбата на автопатот која трае повеќе од една деценија, дополнително се продолжува времето за пристигнување до Охрид за време подолго и од самиот лет кој ги донел во Македонија. Па така сите оние туристи кои слетале на аеродромот во Скопје до Охрид патуваат минимум уште дополнителни 2,5 часа. По се изгледа оваа сезона и оние туристи кои ќе слетаат на Охридскиот аеродром со чартер лет нема лесно да дојдат во Охрид. Ваквата ситуација ја зголемува и одговорноста кај туроператорите и хендлинга на агенциите кои се одговорни за безбедноста на туристите. И овие во Охрид што доаѓаат со чартери, ќе треба 2 сати доаѓаат дали од Холандија, од Полска, од Англија, од аеродром Охрид до хотелите во Охрид и во Струга да ги носиме за 2,5 часа. И тука автоматски имаме ние незадоволни гости. Нашите договори се исклучиво после доаѓање на нивните гости, одговорноста е потполно наша на туроператорите или на хендлинг агентот кој ги сервисира овдека во Охрид и во Македонија, така да се надевам дека од ова решение ќе најдете некое ново решение за овој проблем што настана. Знаејќи дека токму на тој пат е лоцирана специјализираната болница за ортопедија и травматологија Свети Еразмо, која што е регионална. Понатака се создаваат проблеми кај родителите кои своите деца мора да ги носат за терапија или итни прегледи на детското оделение во општата болница во Струга. Исто така се создава проблем и за јавната здравствена установа специјализирана болница за кардиоваскуларни заболувања од Охрид, каде за успешно лекување на пациентите потребна е брза реакција, стои во барањето од локалната. Од СВР Охрид на состанокот информираа дека веќе се преземаат дополнителни активности за подигнување на нивото на безбедност и протокот на сообраќај на овој дел од патниот правец, а ќе се ангажираат и дополнителен број службеници. Во разговор со изведувачите им било ставено до знаење дека активностите ќе завршеле за 30 дена во најлош случај, објасна од СВР Охрид. Да не се криете воопшто, да не се грижите дали патниот правец, стариот дел на патот е безбеден сообраќај, стариот дел на патот е реконструиран пред 2-3 години, има соодветна сигнализација поставено и исполнува сите услови за одвивање на сообраќај. Значи, обележен, нема никакви ударни дупки, значи целокупната патна сигнализација која што е поставена таму е согласно законските прописи и нема никаков проблем. Сега колку време прокоментиравте ќе се одвива сообраќајот од аеродром до Охрид. Тоа не е нешто што можеме нити ние, нити па вие да го предвидите, меѓутоа условите не се толку лоши, далеку од се и од лоши. Градоначалникот Пецаков е песимист дека ова барање суштински ќе ги измени работите и ќе вроди со плод. На денешниот состанок беа поканети да земат учество сите пратеници во Македонското собрание од Охрид, СВР Охрид, Хотам, туристички работници, угостителскиот еснав и представници на службите од локалната самоуправа. Од Дебарско-Кичевската епархија ги известуваат верниците дека по повод предстојниот празник светиот свештеномаченик Свети Еразмо Охридски, годинава приодот до манастирот ќе се одвива по стариот пат Охрид-Струга преку Подмалје. Се надеваат на разбирање од страна на верниците и ги повикуваат на богослужбите. На 14 јуни во 19 часот ќе биде отслужена празничната вечерна богослужба, на 15 јуни во 7 часот и 45 минути ќе започне утрената богослужба. Пречекот на митрополитот Плаошко-Струшки, Дебарско-Кичевски и администратор Австралиско-Сиднејски ќе биде во 9 часот, а во 9 часот и 15 минути ќе започне светата архиерејска литургија. По 2 години пауза, откако беа срушени и затворени, повторно ќе се уредуваат плажите на Охридското крајбрежје. Избрани се закупците и подпишани се договорите. Согласно препораките на УНЕСКО, нема да има градежни зафати, бетони, ниту платформи во вода. Закупците ќе бидат под будното око на комуналните инспектори. По 2-годишна пауза Охрид ова лето добива уредени плажи. На 13 локации вдолж брегот на Охридското крајбрежје ќе се поставува урбана опрема, шанкови, лижалки, столици и маси. На плажите, согласно препораките на УНЕСКО, нема да има градежни зафати, бетони, ниту платформи во вода. Закупците ќе бидат под будно око на комуналните инспектори. Тие се должни 50% од просторот да го остават слободен за посетителите. Всушност комисијата која првично излезе на терен, која ги испитуваше условите на дадени локации, пошто не се даени сите локации кои што и претходно имале, во помала форма треба да исполнуваат 3 услови. Едната е приклучок за вода, приклучок за струја и секако приклучок на колектор.
Пред 2 години беа срушени плажите на Охридското крајбрежје, додека на Струшкото угостителските објекти никогаш и не престанаа со работа. Тие со години се издаваат со договори за закуп. Овие градови обстојат со туризам. Овие градови обстојат со користење на тие води, на тоа езеро. Но секоја забрана, драстична забрана, за неискористување на овај благодет, сноси проблеми. Договорите за закуп на простор за плажи во Охрид се подпишани на 3 години, но со можност да се раскинат доколку Агенцијата за просторно уредување во меѓувреме го донесе планот за уредување на крајбрежието, кога ќе има издавање на плажите под концесија. Brain of Brain при Црвен крст од Охрид одбележа 20 годишен јубилеј на Brain of Brain програмата во светски рамки. Забава и дружење ги исполна градскиот плоштад Свети Климент Охридски кај Македонија и спортската сала Билјанини извори. Со Brain of Brain прошетка, пешачење со причина и под мотото за позитивно ментално здравје кај децата, Центарот за развивање животни вештини Brain of Brain при Црвен крст Охрид го одбележа 20 годишниот јубилеј на Brain of Brain програмата во светски рамки. Со забава и дружење беше исполнет градскиот плоштад Свети Климент Охридски, кај Македонија и спортската сала Билјанини извори. Беа поделени сертификатите на децата кои го завршиле соодветното ниво на Brain of Brain програмата, но беа представени и дел од децата кои биле од самите почетоци и успешно ја завршиле Brain of Brain програмата, а денес се успешни во своето школување како првенци на генерација, добитници на највисоки награди на државни и меѓународни надпревари и личности кои ги красат високо морални и хумани вредности. Колоритот на овој настан го збогатија и родителите кои се најголемата поддршка на децата и признание за нашиот центар, а секако и тренерите на Brain of Brain програмата, кои со својата висока професионалност и искрена посветеност придонесуваат за успехот на децата и профилирање на Brain of Brain Црвен крст Охрид, центарот како еден од најдобрите во светски рамки. Изразуваме голема благодарност до сите оние кои ни ја укажале довербата и овозможиле во овие 13 години работа на Центарот за развивање животни вештини Brain of Brain при Црвен крст Охрид преку 100 деца да ги завршат сите 10 нивоа од оваа програма и кои како лидери во својата средина трасираат нови патишта за развивање на едно похумано и поефикасно општествено живење и делување, велат од Центарот. Глоби за угостителски објекти во Охрид поради присуство на малолетници по полноќ. Пронајдени куршуми во домот на 63 годишен охриѓанец. Следува билтенот на СВР Охрид. На 11 јуни во периодот од 00 часот и 50 минути до 2 часот и 20 минути при извршени контроли по угостителски објекти во Охрид, полициските службеници во 2 објекти затекнале 15 малолетни лица на кои им било возможено присуство по 24 часот. По целосно документирање на случаите против правните субјекти ќе бидат поднесени пријави според член 21 од Законот за прекршоци против јавниот ред и мир, каде е предвидена глоба од 2000 евра во денарска противредност. На 11 јуни во периодот од 00 часот до 5 часот на подрачјето на СВР Охрид извршени се засилени сообраќајни контроли во патниот сообраќај. При тоа полициските службеници затекнале 7 возачи кои управувале моторни возила под дејство на алкохол во Охрид 1, Струга 1 и 5 во Кичево. Тие се исклучени од сообраќај, одземени им се возачките документи и поднесени им се соодветни платни налози. СВР Охрид поднесе кривична пријава против лицето МН 63 години од Охрид поради постоење основано сомнение за сторено кривично дело, недозволено изработување, држење и тргување со оружје или распраскувачки материи. При претрез во неговиот дом, извршен со судска наредба, полициските службеници пронашле и одзеле 33 куршуми калибар 7,9 мм кои нелегално ги поседувал, информира портпаролот на СВР Охрид Стефан Димовски. Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги донесе одлука за зголемување на малопродажните цени на нафтените деривати. Од ноќеска на полноќ малопродажните цени на бензините Евросупер БС95 и Евросупер БС98, како и на евродизелот и екстра лесното масло за домаќинство се зголемуваат за 1,5 денар за литар, а на мазутот за 0,9 денари за килограм.
Евросупер БС95 сега ќе чини 81,5 денари за литар. Евросупер БС98 ќе се продава по 83,5 денари за литар, а дизелот за 70,5 денари. Екстра лесното масло за домаќинство ќе чини 69 денари за литар. Цената на мазутот ќе изнесува 40,5 денари за килограм. Следуваат вестите од светот. Најмалку 10 лица загинаа во тешка сообраќајна несреќа што се случила после свадба во Австралија. Официјалните лица стравуваат дека бројот на жртви може да биде поголем, бидејќи во болница биле пренесени 25 патници, од кои двајца во многу тешка состојба. Автобусот се уште е превртен и се верува дека под него се заробени повеќе луѓе, пренесуваат австралиските медиуми. Полицијата соопшти дека се уште работи на идентификување на жртвите и контакт со нивните најблиски. Возачот на автобусот, 58 годишен маж кој исто така е полесно повреден, е уапсен. Од полицијата велат дека истражуваат што ја предизвикало несреќата. Вршителката на должноста помошник комесар на полицијата во Нов Јужен Велс соопштила дека во моментот на несреќата имало густа магла. НАТО започна со спроведување на најголемата воздушна вежба во историјата на Алијансата. Наречена е Air Defender 23, вежбата започна денес и ќе трае 10 дена. На неа ќе учествуваат 10.000 учесници и 220 воени авиони од 25 земји членки и партнери на Северноатлантскиот договор. Целта на оваа голема воена вежба е да се создаде сценарио што вклучува операции за воздушно војување за пријателските и сојузничките воздушни сили. Air Defender 23 има цел да ја подобри и оптимизира соработката меѓу силите на НАТО и да ја демонстрира силата на Алијансата, а вежбата исто така ќе послужи како можност за процена на заедничкиот одговор на хипотетичка вонредна состојба. Вежбата ќе биде од одбранбен карактер, но има за цел да испрати порака, особено до Русија, изјави за новинарите американската амбасадорка во Германија Еми Гутман. За сега не се планира Air Defender 23 да биде редовна вежба, но не сакаме да биде последна, додаде Гутман. За време на вежбата Германија ќе действува како центар на колективната одбрана на европскиот воздушен простор. Почина политика. Околу 13.000 луѓе се евакуирани во североисточниот дел на Филипините поради ерупција на најпознатиот вулкан во земјата Мајон. Мајон почна да изфрла лава минатата недела, но евакуациите започнаа во текот на викендов, бидејќи вулканската активност се интензивираше. Во моментов вулканот е под третото највисоко предупредување во систем со 5 нивоа, што предизвикува закана од опасна или експлозивна ерупција. Технички еруптира, иако со бавно темпо, а од кратерот истекува лава, велат научниците. Најконусниот вулкан во светот е омилен кај туристите. Локалните власти одредиле места за гледање каде што трагачите на возбуда може да се восхитуваат на неговиот блескав кратер. Мајон е еден од 24 активни вулкани на Филипините. Со вестите од светот го завршуваме првото издание на Дневникот на ТВМ. Ви благодарам што не следевте. Пријатно.